Пред нас е предлог на закон за амнестија на лицата осудени за настаните од 27 април 2017. Според нас, предлагачите и според иницијаторите, адвокатите Јана Кимитровски и Драган Пешевски, чија иницијатива најде на отворена врата во нашата пратеничка група и со кои заедно го допрецизиравме овој предлог, станува збор за единствен начин за исправање на една огромна неправда, нанесена кон осудените на драконски казни затвор, како и исчекор за отворање процеси кон вистинско помирување во општеството и кон отпочнување на долго очекуваното враќање на довербата кон правосудството, за која сме сведоци дека изминатава година се сведе и на под 4%. Тој 27 април сите ќе го паметиме. Некои како директни сведоци во собранието, некои како физички повредени, а сите со тешки психички последици и до ден денешен. Во оваа сала има пратеници кои на тој 27 бевме пратеници и убедена сум дека многу од нас имаат што да кажуваат и прераскажуваат. Некои од нас бевме и сведоци за тој ден во овој судски процес и ниту еден не сведочевме против обвинетите. Има и такви кои од улиците влегоа внатре. Има и такви кои од дома го следеа настанот од телевизиските екрани, се додека имаше пренос. Некој се грижеше за своето чедо, некој за својот родител, брат или сестра, сопружник или сопружничка. Сите бевме загрижени и никој не сакаше и очекуваше вака да заврши величествениот 4 македонски Илинден. Барем се надевам дека никој. После тој 27 април јас се вратив дома во 5 наутро веќе следниот ден. Некои завршија во болница, но никој не заврши со животот, милион пати фала му на Бога за ова. Тој 27 април запре само животот на гордиот и голем 4 македонски Илинден. Тој 27 април умре демократијата во Македонија. Тој 27 април умре огромната надежка и македонците дека можат да го спречат заевиот процес на македонско уништување. А тој, Заев, остана со една лузна на челото и една над усните, кои можеби и ден денес гордо да ги прикажува како огромни жртви од тој ден. Не, жртви од тој ден се само оние за кои е наменет денешниот предлог. Тие се вистинските жртви, затоа што веруваа и постапија според нивните големи македонски срца. Не знаеа тие дека имало некој што стоел позади ова и кој контролирал многу повеќе, многу порано и многу подоцна. Не знаеа, ама и не им дозволија македонските судови истото да го докажат. Ги вметна Заев во еден политички монтиран случај кој заврши како на брза лента и заврши со нивна затворска казна од преку 2 века. Судските постапки кои следуваа после 27 беа компрометирани пред се од политичарите кои имаа единствена должност, а тоа беше да обезбедат услови за фер и непристрасни судски постапки. Наместо ова произлегоа најразлични правни, односно политички квалификации кои целосно ги контаминираа судските процеси. Квалификации од општи дела со елементи на кривично насилство до кривични дела против државата, прогласувајќи ги осудените за државни непријатели и за терористи, при што не се виде ниту еден доказ за објективно докажани намери за непријателска дејност против државата. Почитувана македонска јавност, длабока е се уште поделеноста во општеството од различните видувања за 27. За некои осудените се терористи. За мене и за мојата пратеничка група, тие се уставобранители. Во оваа фактичка поделеност, единствено што е заедничко, тоа е длабокиот конфликт во општеството. И зошто сметаме дека е потребен консензус по однос на овој предлог? Има многу причини, со оглед на времето ќе наборам само неколку. Прво и веќе кажано, квалификациите за извршени општи кривични дела со елементи на насилство до извршено кривично дело против државата или државни непријатели. Второ, незаконски образложенија за притвор без образложенија и со службени белешки од непознати подносители во некои од нив. Ова се забелешки од невладин сектор и од експертиза.
Трето, маратонски судски рочишта и првостепена одлука за само 5 месеци, а за повеќе од 30 обвинети. И тука има забелешки од невладин сектор и експертска јавност за повреда на правото на ефективна одбрана. Четврто, спорни докази и првостепена пресуда без темелно и аргументирано образложение за клучните правни и фактички прашања. Петто, консензус кај застапникот на обвинението, председателот на Судскиот совет и министерот за правда за отворањето на вратите како клучна причина за влез во собранието. И шесто, селективниот закон за амнестија со кој се амнестираа и лица кои му беа потребни на заев за гласање за уставните измени. А имало во минатото останати амнестии за останати осуденици. Дали и денес ќе има, останува на нас и на нашата одлука. Конечно, како што и на почетокот напоменав, потребата од носење на овој закон е повеќе општествена отколку поединечна. Се работи за лица кои веќе 6-та година се на издржување казна затвор за дело кое не го сториле. Повеќе од половината од нив или точно 16 лежат обвинети како терористи. Цели 6 години. А што се случи со Македонија изминативе 6 години, не и се случи никаков терористички напад, но изгледа и полошо од тоа. Свесни сме сите и знаеме, иако некои не си признаваме. Знаеме и како американското правосудство постапи по сличен акт на упад на народот во американскиот парламент. Многу работи знаеме и убедена сум дека длабоко во себе сите сме свесни дека со 27 се отиде предалеку. Дури и Заев ја спроведе агендата, само осудените се уште зад решетки. Неправедно обвинети и неправедно осудени. А неправдата е таа за која сите вие едно време или сите ние постојано креваме глас и се бориме на овој или оној начин да ја коригираме. Еве ни можност. Не гледајте од која страна доаѓа предлогот. Вие сте тие кои советувате да гледаме напред, а не назад. За жал, вие го вративте времето на Ченто во денешницата. Денес неговиот правнук го живее животот на неговата ќерка, а неговиот внук неговиот. Нели ова враќање назад? Има многу македонски мајки кои онаа ноќ од 27 до ден денес ја преживуваат како мачнина. А што да кажат мајките на осудените за 27? Што да кажат нивните деца? Ако моите и вашите 1, 10 или 100 ноќи сме ги оставиле да заспиат без родителски бакнеж за добра ноќ, децата на овие луѓе преку 2200 ноќи се заспани без своите татковци. Нивните родители, сопруги, браќа и сестри секој ден се будат и легнуваат со помислата што им прават чедата, сопружниците и браќата, дали се гладни, дали им студи, дали ќе издржат. Издржаат тие цели 6 години. Дали можат да издржат уште и дали е тоа неопходно? Дали можеме да ставиме крај? Дали сакаме да покажеме зрелост и да се помириме? Секоја вера препорачува помирување и простување. Дали сме ние верници и дали имаме храброст да се помириме за оној 27 кој сите не врати многу назад? Пред само некој ден се одбележа Холокаустот на македонските евреи. Нека не подсети дека можеме да си простиме и покрај сите неправди и претрпени болки. Нека не подсети дека секоја генерација дава своји жртви. Нека овие бидат последните, нека нема следни. И не велам да заборавиме, ама да простиме, тоа зависи од секој еден од нас. И додека вистинските организатори, договорениот сведок на Кацарска и Русковска се на слобода или на угоден притвор, а во меѓувреме милионски бизниси им течат, политичките осуденици се во затвор, а пак Русковска, Кацарска и Јовевски знаеме каде се и знаеме зошто. Ова е најголемата македонска неправда од поновото македонско време. Дали ќе ја исправиме, зависи, како што кажав, од сите нас. Ве повикувам и ве замолувам сите вас, сите заедно, денес да се одважиме и да покажеме чин на достоинство, чин на човечност и чин на простување. Ако си го простиме 27 април, ќе докажеме дека можеме заедно да излеземе од длабоките ровови на омраза, реваншизам и мизантропија. 6 години ние на слобода, а заробени во овие ровови. Осудените се 6 години заробени во затворски ќелии. Да изгласаме една вистинска слобода за сите и да излеземе од оваа заробеност заедно, сите и вистински. Ви благодарам за вниманието.